Размислував за оние ситуации во животот кога ќе заглавиме меѓу тоа што ни е желба, потреба и меѓу условите во кои моментално се наоѓаме, во кои нашите желби не може да се исполнат, а нашите потреби не може да се задоволат. За оние ситуации во кои ние имаме некаква замисла, некаква идеја, можеби имаме и план, можеби сме поставили некакви цели или едноставно имаме желби со ништа, сме инвестирале време, труд и очекуваме тоа да се исполни и очекуваме да уживаме во резултатите. Или пак едноставно се соочуваме со тоа дека многу тешко може тоа да се случи во условите во кои моментално се наоѓаме и со можностите кои ги имаме и капацитетите кои моментално ги поседуваме. Тоа може да доведе до фрустрација, да звучи демотивирачки, да влеземе во некоја состојба на упорност која е залудна, односно да настојуваме по секоја цена да го истераме, водени од некое свое мора, треба, мора вака да биде, ама треба така да биде, вака и никако поинаку, и на тој начин да си направиме штета, да потрошиме залудно време, да влеземе во некои состојби во кои ќе ни биде тешко да се носиме или потоа ќе треба да ги разрешуваме, односно да се носиме со последиците од тоа наше инсистирање, од таа наша упорност, од тоа наше непуштање и неприфаќање дека е како што е и дека во овој период или со овие услови, со овие капацитети можеме да направиме нешто, можеме да оствариме нешто, да добиеме нешто, меѓутоа тоа нема да биде адекватно на нашите желби и потреби и едноставно сме во ситуација во која или ќе го прифатиме тоа или ќе останеме во некој внатрешен конфликт или во некое нишење, ницум ваму, ницум таму, континуирано isfrustrirани, незадоволни, лути, гневни и од таа позиција и од тие емоции да настојуваме да си го оствариме тоа што го сакаме, тоа што треба, тоа што мора. И да не можеме да видиме како е реално ситуацијата и од известни причини да не сакаме да пуштиме, да попуштиме или да бараме начини да ги искористиме токму тие услови во кои се наоѓаме, тие можности кои ги поседуваме и со тоа да направиме најдобро што можеме, умееме и знаеме. На сите не се случува тоа и колку побрзо го прифатиме и колку побрзо почнеме да бараме начини од некоја друга позиција, размислувајќи за тоа дека сепак нешто ќе направиме, дека сепак нешто ќе добиеме, дека можеме да уживаме во процесот додека доаѓаме до резултатите или целта која што во овој период со сите дадени ресурси можеме да го оствариме или да очајуваме и да настојуваме залудно, не можејќи да ја прифатиме реалноста и да се соочиме со нашите слабости, мани, недостиг на ресурси, капацитети за да си го оствариме тоа што сакаме, мора, треба, единствено вредно и така натаму. Би било убаво да можеме да наоѓаме баланс меѓу своите желби, потреби, соништа и она што е наша реалност во тој даден период, да се движиме, да правиме тоа што можеме и да учиме да бидеме благодарни за можноста што ја имаме и задоволни од она што ќе го постигнеме. Тоа не значи да се откажеме од соништата, да не поставуваме цели, да не замислуваме работи кои што можеби во иднина ќе имаме подобри услови да ги направиме. Тоа значи да не се фрустрираме сега и овде, туку да правиме тоа што можеме, умееме и знаеме и да бидеме задоволни од тоа, бидејќи секој чекор е важен. Се брои. Во контекст на тоа би било убаво наместо мора, треба да го користиме избирам, свесно избирам, избирам овој период, избирам засега, свесен сум колку можам и избирам да го направам тоа. Затоа што кога користиме избирам, би било убаво, би можел, свесни за тоа дека што и да направиме, пак ќе имаме некаков бенефит, пак ќе оствариме некои цели, пак ќе имаме одредени искуства, пак ќе научиме нешто. Значи, ништо не е залудно. И наместо да очајуваме што не можеме да го направиме тоа што во дадениот период сакаме, да уживаме во тоа што можеме, да уживаме во можноста да избереме и во можноста сепак нешто да правиме и да бидеме благодарни за тоа. И не викам дека е лесно, едноставно, се разбира, понекогаш ќе ни биде тешко, понекогаш ќе не фрустрира сето тоа, меѓутоа зборувам генерално
да се обидуваме да наоѓаме начини да избираме она што е најдобро во дадена ситуација и да бидеме задоволни со тоа и благодарни за тоа, затоа што на крајот на краиштата овде сме и нешто можеме ако гледаме позитивно и ако се надеваме на утре и понатаму, постои веројатност во тоа утре да можеме повеќе, да можеме поинаку и чекор по чекор да ги остваруваме нашите желби, нашите соништа, резултатите и целите кои сме ги постигнале, а да учиме по патот, да растеме и да се развиваме. Односно, во континуитет да избираме во ситуацијата во која сме, условите во кои што сме, со се она што во моментот ни стои на располагање и од надворешната околина, меѓутоа и од личните капацитети. Ви посакувам се најубаво.